Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Поминаа 100 денови. Премиерот Христијан Мицкоски заедно со министрите пред јавноста даде отчет што сработила владата. За власта успешни се фалат со сработеното, за опозицијата катастрофални, само критики. Синдикатот воздржан, бизнисот разочаран. Што велите вие? Што позитивно, а што негативно сработи владата во првите 100 денови? Тоа е она за што ќе говориме денес во ова издание на Црвена линија. Секако ќе ве потсетам дека преку коментари, споделувања можете да земете активно учество во Црвена линија. Се разбира доколку не заследите на Facebook, нашиот профил е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија каде што ги објавуваме темите. Но ако не заследите на Инстаграм, а верувам дека ќе го сторите тоа што поскоро, тогаш можете да земете и активно учество во денешната анкета на Инстаграм Стори. Кликате таму, а таму ве прашуваме: доволни ли се 100 дена една влада да постигне резултати? Тоа изгледа вака, верувам ќе можете да видите, значи ќе кликнете на Instagram Story, а имате и две опции за одговор. Едната е да, другата не. Ќе кликнете на вашиот одговор и како што секогаш прочам правиме, пресметано во проценти, ќе ги соопштиме резултатите таму некаде кон крајот на ова издание на Црвена линија. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Ирена Чачкова, а потоа почнуваме со вас. Премиерот Мицковски е изненаден од изјавата на председателката на Организацијата на работодавачи Трајковска дека владата во првите 100 дена не направила буквално ништо за бизнисот. За да види за што станува збор, се јавил кај неколкумина бизнисмени од коморите, но тие имале спротивно мислење од она на председателката. Мицковски смета дека незината оценка е дадена без консултација со работодавачите. Јас се изненадив, да бидам искрен. И велам, чекај да се јавам на неколкумина од бизнисмените и стопанските комори, тие па имаа спротивен став и добро е да ги прашате. Добро е да ги прашате стопанските комори да ви го дадат ставот, а и добро е да прашате зошто председателката на Организацијата на работодавачи имаше таква позиција без да консултира никој од работодавачите. Пред неколку дена кога владата одбележуваше 100 дена од нивната работа, Трајковска, која ги застапува ставовите на организацијата во која членуваат дел од поголемите работодавачи во земјава, на прашањето што за овие 3 месеци направила владата за нив, рече дека иако имале големи очекувања, не е направено ништо. Се зборувала само за парите кои треба да ги добијат општините и за повисоки плати во администрацијата. Она што се зборуваше во изминатиот период беше само зголемување на платите на јавната администрација, зимање на кредити за општините, за обиколување на проблемите со кои се соочува стопанството во делот на продуктивноста и на немањето на работна сила, што значи со еден збор ништо. Разочарани од првите 100 дена си дел од економистите кои велат дека освен за парите од Унгарија не слушнале ништо друго. Синдикатите пак се без коментар, чекаат на состанок од владата да им образложат што направиле за нив во овие 3 месеци, па потоа ќе коментираат нивното основно барање зголемување на минималната плата, и тоа во првите 100 дена, но тоа не се случи. Се уште не е одржан ниту економско-социјален совет на кој работодавачите, владата и синдикатите би разговарале за сите проблеми. Сега, со нетрпение, секако очекуваме да слушнеме колку сте вие задоволни и еве каков е вашиот став во однос на изминатите 100 дена од владата. На 02307-0005 по завртењето на телефонот задолжително намалете го тонот на телевизорот целосно за подобро да се слушнеме, да не се губат секундите кои онака се 90 за секое јавување. Таймерот ќе го имате на екраните, ќе можете да си го мерите времето во однос на вашето излагање, а секој оној кој што ќе смета дека сака дополнителни нови 90 секунди, секако повторно можете да го завртите нашиот број. Да видиме на 02307-0005 со дали се слушаме. Добар ден. Дали имаме гледач? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Неве, каква оценка вие ќе дадете за изминатите 100 дена од влада? Ја како пензионер, што да кажам, 100 дена, уште 100 пати по 100 дена нема капацитет ова влада ништо да направи. Прво, нема капацитет политички, обструира НИСАТот,
коалициониот партнер од албанскиот блок. Не можат да интерпелацијата да ја подржат на председател на собранието, како прво. Као второ, законот за бранители не можат. Гледате што прават. Као трето, 2500 денари во март месец ќе бидат како 1000 денари. Бизнисот ништо. Не инвестираат во некои капацитети за струја. Со тие 500 милиона може да инвестираат во централата, Чебрен и Галиште, а не да даваат на општините. Од тоа канализации што спремаат проекти од општините, тоа нема возвратен бизнис. Нема возвратни пари. Парите треба се вратат. И друго што да кажам, тоа е се. Дали 100 дена според вас е доволни на влада да постигне резултати? Тоа не е анкетно прашање. Дали 100 дена се доволни? Па 50% требаше да покажа резултати. Ова не покажа ни 10%. И не верувам, ви реков, уште 100 пати по 100 дена нема да има. Бидете поздравени. Бидете поздравени, сега го останете со нас за да слушнете еве какви одговори ќе дадат останатите гледачи кои што допрва ќе бидат вклучени во ова ново издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден ви посакуваме, па еве што ќе издвоите според вас што е позитивно, а што негативно во овие 100 дена? Првите 100 дена се во испитување, има 50% позитивно, 50% негативно. Затоа што дворот за да се ивчисти, да се измети што било испрљано, заглотено, утреба време, малце се тие 100 дена, али горе-долу со ова откривањево, што почнаа финансиски работи да откривуваат, да се откриваат, значи, ипак тоа е позитивно. Негативното е она што не превземаат мерка во собрание, по однос на председателов на собрание, по однос на тие што минуваат граница, кој како сака, како пашибузлук, дали ја третираат Македонија заедно со Косово една држава, па така се однесуваат. Полицајците, шеиците на аеродромиве, тие што на корморилото што го држат на аеродром. Тие работи не ми се допаѓаат. Владата тука треба да се чине милосрдно. Нема преку ова и преку оне попуштање. Одма со декрет во истиот ден да се чистат. Не може да се чува држава на тој начин. Да свати секој еден држава дека има власт, има закон, има полиција, во моментот подкитно да го нема, да се брише од тука. А после дека го судат, што знам дека му прават. Дали 100 дена според вас се доволни да се постигнат резултати? Не е доволно за 100 дена. Реков, за 100 дена треба да се испитаат работите, а тоа тешко иде. Така. Може нешто да се постигне, ма 100% не може. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Секако продолжете и вие да не следите. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, господине Љупчо. Еве што ќе извоите позитивно, а што негативно во овие изминати 100 дена од влада. Како нема позитивни работи, еве, се плаша да ја покажа спогодбата помеѓу Министерката за образование и овој синдикатот што е на образование за феноменалното покачување на платата од 230 денара ке тамолан. Че знаеш, тоа е епохално покачување на платата за септември во образованието. Дури дозволиле најниската плата во образование да биде пониска и од републичкиот продор на 22.300. Тоа е ненормална убава работа. Меѓутоа, ја имам едно друго прашање. Дали некој ќе го праша премиерот, дали Министерката за енергетика го платила милионот што го должи према МЕПСО? Тоа е многу битно кога веќе збориме за финансиски криминал и дали тоа данокот си го платила за тој милион што го затаила. Не се чуди. На други народ све знае, ако кријат некои други. Испитајте дека Министерката должи милион за таа незината фирма Руднап, што го заклала МЕПСО. Уште едно анкетно прашање не е тоа. Дали 100 дена се доволни за да има резултати? Па видите, владата покажа кога сака да направи некои, да не кажам рекламни работи, може да донесе одлуки, меѓутоа кога нешто не сака да го направи, не го прави. Земете ја
одлуката на техничката влада за покачување на струјата. Законот, правилникот на овие извршителите го укина, но одлуката на владата за покачување на струјата од 57 на 60 евра не ќе да укине. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Добар ден! Да видиме какви следни оценки ќе имаме од останатите гледачи на 023070005. Верувам веќе го вклучуваме новиот гледач. Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден! Добро, во меѓувреме уште еднаш. Јас секако ќе ви предочам да останете на линија кога ќе ве превземат од режија. Секако, ако е зголемен интересот за учество во Црвена линија, да бидете трпеливи. Секако едно излагање односно едно јавување изнесува 90 секунди. Менете го времето и намалете го целосно тонот на телевизорот. Добар ден! Добар ден! Сега ќе ве замолам малку погласно да зборувате, подобро да ве слушнеме. Моje мислење е дека ни владата, па ни опозицијата во овие 100 дена ништо немаат направено. Господјата Трајковска од стопанските комори потполно е во право, а Мицкоски и сега лажи. Нема ни контактирано, ни со никого, него за да се извои и кажува дека јас зборев со ово и со оној, фактички ништо се нема направено во овие 100 дена, а нема ни да се направи нешто. Затоа што сето е тргнато во погрешен правец. Нема стратегија и нема никаква енергија во оваа влада, а и нема ни способни министри, почнувајќи од Перински, па натака сето е собрано само за да биде подполнета владата. А се извинувам, дали според вас 100 дена се доволни да се постигнат резултати? Уште и дена нема да бидат способни со оваков избор на влада и со оваков однос спрема работата. Благодарам пријатно. Ви благодариме и ние секако за вашето учество во Црвена линија. Останете со нас и преминуваме понатаму со вклучување на нови гледачи. Добар ден! Добар ден, Тинка. Бароска, за прв пат се слушаме во новата сезона. Одамна не сме се чуе, затоа завртам сега да се чуеме. Многу ми е драго што ве слушаме во новата сезона. Еве, за овие 100 дена влада, што позитивно, што негативно имате да изложите? Слушай да ви кажам, све е позитивно. Нели е срамо вие пред мене троица што се јавија, да ја напаѓат владата, што оставија они секаде во секое предпријатие, празни дупки. Па сега владата не може наедноска тап се да затне. Мора постепено. Ја не знам како не ги е срам да се јават. Да не ги коментираме гледачите, секој си има право на своje мислење. Ама ме нервират, бре, се јават глупости прават. Као да се слепи и глуви. Дали ви се чини дека 100 дена се доволни за да една влада даде резултат? Па не се доволни, малку и за 100 дена не може се постигне. Они влегла у празна куќа. Може ли една фамилија да влезе у празна куќа и да постигне све? Ајде кажи Тимче ти, може ли? Не може. Се знае дека не може. Затоа нека не критикуват, веќе нервират ме. Не може ги трпам. Оти се против народот. Се против народот. Само за джеповите, нивни и готово. И ќе критикуеме. Камо они да направеа така? И 5000 са, не са многу, ама сме задоволни, затоа што од таа тежина, од таа дупка голема, добивме пак нешто малку, колку толку. Благодарни сме. Кој е благодарен и на малку е благодарен. Ние секако сме многу благодарни, Баба Роска, што ве слушнавме во новата сезона и што земавте учество во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Еве, какви ќе бидат вашите оценки? Мојата оценка е негативна по владата. Оти ништо не направи до сега. Може да се рече ништо. Може направила нешто малце. Меѓутоа во состав како што е, а се тоа стари кадри,
освен еден, двајца се нови, се останало е старо, а и сите се од тие старите мафијаши веќе нафатирани, се знаат како се лева рука, десни джеб, како се работи таа работа, така да не очекувам. И минатата влада исто така рече дека финански ќе ги чешла финансиските транзакции, па веќе не направи ништо. Ко виде налета на своје луѓе. И ова влада исто така. И ова ќе ги чешла, ама нема да ги дочешла. Само ќе ги чешни помалце и ништо повеќе. И така нема да биде. На анкетното прашање е дали според вас 100 дена се доволни една влада да постигне резултати? Па доволни се, имаме енормни поскапувања. Што сакаме повеќе. На пазар не се излегува, изгор цени се, доматите се веќе увис. Санки јануари сме. Исто така, се останало на пазар е изгор скап. Не се излегува на пазар. Овие 2500 што ги даде, Бога ми, се за 2 дена пазарење, ништо повеќе. Толку еве. Така, благодарам многу и вам за вашето учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Според вас, еве, што позитивно би издвоиле, а што негативно во однос на изминатите 100 дена влада? Сега вака. Ајде, што ги покачија пензиите 2500 денара и тоа благодарение на задолжувањето од Унгарија од 500 милиона евра и тоа по брза лента, брже боле да се добие заемот по скратена постапка, не и дадоа на Сања Лукаревска да води комисијата, дојде тој Бојан Стојановски, како се вика, и дојде и ни дадоа на пензионерите по една цркавица. Нивните 78-80%, ајде, кој ги спомнува. Друго, платите на минималната плата на работниците од 300, колку е 40-50 на 450 бара. Ами Трендафилов уше у јануар, уше пред изборите кажа вака и вака, било која влада да биде, ќе и дадеме 100 дена, нека анализираат, нека прават, нека чинат, нека пуштат, нека штурат. Дали според вас 100 дена се доволни да се постигнат резултати кај една влада? Утрото, ако се познава денот, ништо, фалименто ќе биде оваа влада. Дуи отиде во опозиција. Ајде, кај се криминалите што ги вика од Зајас, таму што имал хациенда овој Али Ахмети, каде е на Артан Губи, Бехтеленка. Благодарам и вам за јавувањето. Да слушаме какви оценки ќе дадат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, Тина, дали се слушаме? Да, одлично се слушаме. Еве, што позитивно, а што негативно би издвоиле во однос на овие 100 дена изминати влада? Па за овие 100 дена позитивно многу малку. Барем да имаше нешто најава за она што е позитивно. Па еве да решиме за пензионерите има, меѓутоа не се 2500, него се помалку затоа што се пониши законот за поравнување. Меѓутоа тоа е тоа. Инаку ја би зборал за она што не се направи или се направи, а не требаше да биде така. На Скопскиот аеродром обезбедувањето на гаши се закануваше со пишта. Пуштен на слобода Блерин беџети од МВР и Наимра Мука, а сватовите минуваа како да нема граница меѓу Косово и Македонија. Цилјановска се слика без знаме во Бугарија. Мицко се фалеше со донесени инвестиции договорени од СДСМ. Нема пари за повисоки плати, а 20.000 евра имаше за бизнис класи. Генералниот секретар на Мицковски доби слушено како на поклон 325.000 евра, а министерката Божиновска должи, тоа е точно незината фирма, бидејќи еден гледач зборуваше пред мене, 1 милиарда на МЕПСО. Нескара со Бугарија и Грција. Патот кон Европска Унија слеп колосек. Плата за образование.
Благодарам многу и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Напомена, внимавајте на тајмерот, 90 секунди одбројува за едно јавување, но секако додека трае Црвена линија можете повторно да го завртите нашиот број. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав од Роме од Бичево. Што позитивно, а што негативно во овие 100 дена според вас? Све позитивно. Све позитивно. Како може тој да даде толку пари кога претходната влада све зеде од наша мајка Македонија? Кај ќе најдеше парите? Нека и врате тоа од Муртино парите. И овие други беше краде. И така ќе им даде. Сега мора да зема заем. Без заем не може. Ево тој зголеми пензијата. Може дупло да зголеми, али парите ги немат, ги зедоа овие другите. Затоа нема пари сега. И да е жив. Ој, Мицко, Мицко, А дали според вас се доволни 100 дена има за да се постигнат резултати, да постигне резултати една влада? Молим? Според вас дали 100 дена се доволни да се постигнат резултати од страна на една влада? Може за 100 дена? Колку време треба да формира како што треба влада? Години треба. Не за 100 дена. Затоа за 100 дена не се прави ништо. Ова што го направи досега добро е. Да е жив и Господ здравје да му даде среќа. И нас да не напред побогати. Ја пензионер сум и зголеми пензијата. Така, благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Еве, што ќе извоите според вас позитивно, а што негативно во однос на овие изминати 100 дена влада? Се слушаме. Да, повелете. Така. За овие 100 дена не се доволни. Доволни се од прилика да се открие се што е случено во претходната влада, но сега во овој момент ја би го повикал Мицкоски јавно да се испред пред телевизија и да каже дека 78% што ми покачија платата, денеска се откажувам. Ако нема пари да преживеат, јас тие 78% еве се јавувам и ќе му ги дават. Ама да се откажи тој и да видиме тие другите дали ќе земат пример од него, да се откажат сите што и покачија 78%. Нека им покачат и на нив, како што им покачија на пензионерите 2500 денари, и на нив нека им покачат толку, и поинаку ќе се диши, поинаку народов ќе ги почитува, поинаку народот ќе ги следи, па ќе ги фали ако работат такви работи. Друго, не гледам дека може нешто да се направи. Мора некој гест да се направи, што можеш народот да го поведиш. Не може само со негативни работи народот да го водиш лево, десно, како некоја кола која ќе се расонадат тркалат и само шантат. Не може патот да го пати право. Горе-долу се борат работата, ама има работи што ги испуштаат, што не ги откриваат, народот то го гледа, го цени и ќе ги казни. Зато треба да си обрнат внимание во се. Благодарам за јавувањето од Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила малку погласно секако. Добар ден. Добар ден, убаво се слушаме, па да ги слушнеме вашите... Ние сме Тетово, јавуемо. Така, еве, кои се вашите позитивни, а кои негативни оценки во однос на овие изминати 100 дена влада? Гледе, јас право кажем, може, Христијан Мицкоски може. Ој, господинот сега збореше, сега чупме него, он не е тачно, каже. Нема право он, каже. Христијан Мицкоски тие ова, не е право он. Не е тачно. Што е позитивно, еве, во овие 100 дена што изминаа според вас? Кој? Што би издвоиле како добро сторено во овие изминати 100 дена, а што негативно, еве, лоша оценка би дале? Зашто? Јас мислим, Христијан Мицкоски, добар. Добро.
Ви се чини ли дека 100 дена се доволни да се постигне резултат на една влада? Не може. Јас само го кажем, ја 37 години имам, јас таčno кажем, може он победи. Христијан Мицкоски и ја Билека сам. Овие тројца може победи. И Тарава. Овие другите не може. Може, јас земам 9000 сијадно. Така, благодарам и вам што се јавивте во ово издание на Црвена линија. Останете си како со нас. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Вашата екипа. Па еве да слушнеме какви оценки имате вие од овие 100 дена влада. Јас позитивни оценки имам. Затоа што ни покачија малку од пензијската, сега ќе дадам повеќе. Инаку со 4000 со 12.000 не се живеат и не. А вака, благодарна сум. Не може за 100 дена да се све во една куќа, ако нема ништо и да се почне од нула. Може да се да направиш нешто. Благодарна сум што почнаа нешто да прават позитивно. А онија СДС, оној зајко, жими зајко е, дрпач. Кажете ми ве, што негативно би издвоиле? Ништо немам негативно од нив, од оваа влада. Добро, какви имате очекувања во наредните денови? Очекувам многу да биде, да се отворат фабрики, да се запослат младите, за да не одат во туѓина. Тоа очекувам. Сите фабрики, да има фабрики, да има мир, да има благосостојба, да има меѓу нас едно тело и една душа. Еден за сите, сите за еден. Тоа очекувам, а не да се ние кошкаме, тој не чини, овој не чини. Ние треба да се погледнеме на огледало. Така, благодарам многу што одговоривте на нашите прашања во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве, вашите оценки, што позитивно, што негативно би издвоили? Позитивно, да, повеќе позитивно, еве, тие што ги издвои, јас малце ќе ги прочитам, поку да се посетат овие скептици, неверници и во нешто и на доброто вело дека не е добро. Значи, вратене долг во фондното здравство, ова го читам. Раста индустријското производство 3,8%. Инвестиција од 500 милиони долари. 250 милиони евра за општините. Тоа не е само да им дадат уџеп да си ги трошат како сакат, туку за конкретни овако многу брзо ми тече времето. Што? Времето брзо ви тече. Чекај, тоа е претходниот што гледам на телефонот. 600 милиони се нови странски инвестиции. Бесплатни учебници, 600 лекари што треба да ги вработат овие што се сега специализанти, зголемувана позитивната листа за лекови, зголемувана пензиите и така натака. За тоа што нема вакво реакција за случаи за гонење на криминалците, беше јасно. Судот уште не е реформиран. Затоа имаше пречка од овие амбасадориве. Мицко си кажете што да направиме тогаш. Остави судиите сами да се реформираат, тие не се реформира, сега мора да се пристапи владата да. Благодарам многу. Ме изненадите бидејќи рековте дека времето ви тече дали побрзо, поспоро, но како е да го следиме тајмерот и 90 секунди си одбројуваат во својот ритам. Како и да, благодарам за вашите одговори. Секако, доколку сакате еве уште нови 90 секунди, јавете се повторно на нашиот број. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Еве, каква оценка ќе дадете за овие изминати 100 дена влада? Еве, каква оценка? Ова влада никој пат нема да има оценка. Ова е банда, коштапреска банда. Внимавајте на употребата на зборовите, знаете. Океј. Него овој Мицко, шпицниот премиер, како ја може да го носи Македонија по Мажеска, па тоа е брука.
Ама сега ви се молам, полека малку. Значи тоа, јас се јавам прв пат во вашата телевизија. Драго ми. Значи Мицко не може да биде премиер на ова држава, премиер е Никола Груевски. Малку пари имали светот, се да има пари... Кажете ми, еве, има ли нешто позитивно што би давале така? Ништо нема позитивно и 100 дена се доволни. Него да се искажам. Со ова председателка Баба Зумбула, ова се активираше црвената линија. Навистина ни е драго еве што сте за прв пат сте го завртиле нашиот број, сте добиле желба да го дадете јавно вашиот став и одговори. Драго ни веруваме дека нема да биде последен пат. Но секако, еве, ќе ви укажам и на вас и сите останати. Разбираме да бидете гневни, може би сте незадоволни, но како и да е црвената линија се активира веднаш штом почне употреба на се разбира на вредливи зборови, говор на омраза или говор кој што алудира на насилство. Така да праксата покажала дека секој може да се го каже својот став, а секако и да внимаваме на етиката, културата и употребата на зборовите. Благодарам до гледачот, верувам дека повторно ќе го заврти овој број и следниот пат нема да дозволи да се вклучи црвената линија. Добар ден. Добар ден ти, да и убав ден. Најубав ден и вам. Еве, каква оценка давате вие? Што позитивно би издвоиле, што негативно? Така ти, да, темата ви е воште убава поставена. Мислам вака, ја реално зборувам без разлика на мојата определба, не сме определжени за никого. Дај Боже некој да се јави да ја каже вистината. Вака, за овие 100 дена, оваа влада, прво пред се малце се тие денови што тие одработија, а и немаа шанса и да одработа. Единствено, позитивно, јас мислам дека министерката за образование Весна Јаневска, она одработи. Кратко беше времето, меѓутоа одработи. Меѓутоа, јас како граѓани на Република Македонија уште 100 дена ќе им дадам фора и после ќе зборуваме за вистината. А во овој момент ја кажам таа вистина дека стварно немаат вредност. Немаат време, кратко им беше. Сега ја како човек кој што се јави предходниот од Битола да кажам цифри 200 милиона, 300 не. Имаат и негативно. Еве ќе ви кажам дека пензионирани кои што се пензионирани од 9 месец не им е зголемено 2500 денари. И тоа е негативно. Верувајте дека немаат зголемување на сите од 9 месец пензионирани. Не знам што се работи. Тоа го говорам со аргументи и со докази. Не знам како тие го поставили од пиом тоа и затоа еве пред се најповеќе и затоа. Така, благодарам што земавте активно учество во црвена линија. Да слушнеме останатите гледачи какви одговори. Односно, овој пат бараме оценки. Што ќе издвоите позитивно, а што според вас е негативно сработено во овие изминати 100 дена влада. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ало, се јава гледач од Прилеп. Поздрав до Прилепчани. Така, накратко да се обратам на конкретно на темата. Многу е лесно да се оцени што е направено и што не е направено како позитивно и негативно. Целокупно, јас во овој период, откако е дојде на новата влада, не сум задоволен и од разговор со многу луѓе, други со кои што сме разговарале, воопшто не сме задоволни од пред се однесувањето, односот на новата влада, нејзиниот шеф Мицкоски и останатите најблиски до него, како Муцунски, да речеме, Николовски и другите. Да не зборувам, не ми се ни зборува за неговите, како да ги наречам, оние што го дополнија бројот таму од албанската националност. Како смеат така да се однесуваат, да се однесува еден спикер на собранието, па треба да внимава малку како човек, без разлика на која партија, без разлика на кој етнос му припаѓаме. Кога сме пред камерата, треба малку да внимавам. Јас со вас сега ти не разговарам и внимавам за секој збор што ќе го речам, поставам на вага. А не да се врејджаме. Се изнаслушав денеска. Врејджајна. Те вака било. Зборувајте конкретно што се ве.
задоволен сум, не сум задоволен. Благодарам многу. И така е, секогаш етички, исправно, културни и да поентираме со правилни, односно добро избрани зборови. Време е за реклами. По рекламите, секако за многу скоро време ќе ги соопштаме резултатите од Instagram Story анкетата, но и ќе направам уште една напомена да задолжително не заследите, ако не следите на Facebook. Црвена линија е сосем логично нашиот профил, но и профилот на Телма телевизија. Објавени се секогаш нашите теми, што значи активно учество во Црвена линија. Можете да направите и преку коментари и споделување, тоа по цело едно деноноќе, односно до утрешното следно издание на Црвена линија. Ако не следите на Инстаграм, секако топло препорачувам да го сторите тоа сега веднаш, да не одложувате и веќе во утрешното издание на Црвена линија со објавата на утрешната Инстаграм стори анкета да земете активно учество и во таа анкета. Што се однесува до тоа како одговорија денес инстаграмџи на денешното прашање кое што го поставивме и до сите вас кои што активно телефонски во живо дадовте оценка позитивна, негативна за 100 дена од новата влада. На прашањето дали 100 дена се доволни една влада да постигне резултати, инстаграмџи одговорија вака. Да, со да одговорија 53%, а со не 47%. И секако пред крајот ве потсетувам, не заборавајте да кликнете и на telma.com.mk и да се информирате целосно за се што ви интересира. Сега уживајте со Кате и Ненад.